Председателот на Стопански комори на Македонија Даниела Арсовска на Светскиот инвестицијски форум на бизнис Ангели во Истанбул е добитник на наградата најдобар пример за бизнис жена во југоисточна Европа. На форумот, како што соопшти Сојузот на Стопански комори, има вкупно 6 добитници од целиот свет, а покрај Арсовска награден е и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Со ова вест ги започнуваме урбаните вести, во продолжение следуваат насловите за денеска. Македонија во 2021 година ќе стане извозник на свињи и свинско месо во Европа и светот. Мали системи за наводнување ќе се градат на 6 до 8 локации. Главна причина за пожарите е човечкиот фактор. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата информира, над 60% од возачите користат мобилен додека возат. Сообраќајните табли со називот Александар Македонски заминуваат во историјата. По одлуката на владата за промена на името на автопатот на коридорот 10, започна и повлекувањето на таблите, зашто од буџетот на Македонија ќе бидат потрошени 4.940.000 денари. Започна промената на сообраќајните табли на автопатот Александар Македонски на коридорот 10. Автопатот отсега ќе го носи името Пријателство. Автопатот Александар Македонски беше именуван во 2008 година со одлука на претходната влада. Со табли со името Пријателство се очекува наскоро да биде обележан коридорот 10 од граничниот премин Табановце, северно од Куманово до граничниот премин Богородице на македонско-грчката граница. Од јавното предпријатие за државни патишта информираат дека веќе ги нарачале 19 сообраќајни табли со новото име. Набавката на новите табли ќе чини 4.940.000 денари. Одлуката за преименување на автопатот и на аеродромот стапи во сила на 14 месецов, откако беше објавен во службен весник. Сегашното име на автопатот Александар Велики се користи од јули 2008 година, а тоа име беше определено со одлука на претходната влада. Со одлука на сегашната влада, ново име добие Скопскиот аеродром, но се уште нема конкретни официјални информации за процедурата за замена на називот Александар Велики во меѓународен аеродром Скопје. Генералниот директор на ТАФ Македонија Алпер Ерсој неудамна изјави дека веднаш штом добијат детални инструкции од владата за извршување на одлуката ќе постапат согласно тие инструкции. Според инструкциите ќе тече процедурата за промена на знакот со името на аеродромот, што е активност која ќе бара задоволување на соодветни технички процедури, пред да се случи самиот чин на промена на името на аеродромот. Промената на имињата на автопатот и на аеродромот, како што објави премиерот Зоран Заев посредбата во Давос со неговиот грчки колега Алексис Ципрас, е во знак на добра волја и затоплување на односите со Грција. Од декември 2006 година пак исто така со одлука на претходната влада Скопскиот аеродром доби име Александар Велики. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата информираа дека употребата на мобилен телефон додека возачот управува автомобил станува причина број 1 за одвлекување на вниманието кај возачите. Статистиките говорат дека во Македонија 63% од возачите користеле мобилен телефон додека возеле. Употребата на мобилен телефон додека возачот управува моторно возило станува причина број 1 за одвлекување на вниманието кај возачите. Во Македонија 63% од возачите користеле мобилен телефон додека возеле. Младите возачи до 30 години 2 пати повеќе користат мобилен телефон додека возат од возачите на возраст над 30 години. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата потенцира дека користењето мобилен телефон додека возачите управуваат моторно возило е подеднакво опасно како во населено место, така и надвор од населеното место. Статистиката покажува дека се поголем број сообраќајни незгоди се случуваат во населено место, а голем број од нив се предизвикани од употреба на мобилен телефон. Во ваквите сообраќајни незгоди најчесто страдаат пешаците и велосипедистите. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите да бидат посветени и внимателни во сообраќајот, да се фокусираат на патот и на случувањата во сообраќајот и да не користат мобилен телефон додека управуваат моторно возило. Најризична група учесници во сообраќајот се младите возачи до 25 години и возачите почетници. Од 18 до 30% од
сите жртви во сообраќајот се млади возачи, иако статистички овој процент опфаќа меѓу 9 и 13% од населението. И покрај тоа студиите за користење мобилен телефон за време на возењето покажуваат дека младите возачи се група на висок ризик на однесување во сообраќајот, најподложна на одвлечено внимание предизвикано од мобилен телефон поради нивното интензивно користење. Негативните ефекти од употребата на мобилниот телефон се скоро исти и кај помладите и кај повозрастните возачи. Во Македонија употребата на мобилен телефон додека возачот управува моторно возило е спротивно на одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и се санкционира со 40 евра во денарска противредност или со 25 негативни бода со возачката книшка. Анализите на противпожарните служби покажуваат дека во 98% од случаите човечкиот фактор е причинител за пожарите без разлика дали се работи за негово невнимание, немање култура на однесување или за несоодветно користење и одржување на електричните апарати и грејни тела. Од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје евидентираат зголемување на бројот на пожари за 42% минатата година во споредба со 2016 година. Пожарите што се случија во изминатиот период го наметнуваат прашањето за причините за нивното предизвикување и колку граѓаните може превентивно да делуваат за да се намалат смртните случаи. Анализите на противпожарните служби покажуваат дека во 98% од случаите човечкиот фактор е причинител за пожарите без разлика дали се работи за негово невнимание, немање култура на однесување или за несоодветно користење и одржување на електричните апарати и грејни тела. Од бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје евидентираат зголемување на бројот на пожари за 42% минатата година во споредба со 2016 година. Така, лани интервенирале во 1600 случаи за разлика од 2016 година кога имале 1116 интервенции. Секојдневно се палат и контејнерите и тоа не само што повлекуваат интервенција на противпожарните служби, туку дополнително со самото палење се загадува и воздухот. Интересно е тоа што најчесто интервенциите на противпожарните служби се во централното градско подрачје, каде никој не се грее со цврсти горива и помала е можноста да се фрли жар во контејнерот. Од бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје информираат дека хидранската мрежа во минатото е развиена согласно потребите и може да се каже дека во урбаниот дел од Скопје таа е доволно развиена. Проблемот е нејзиното одржување и исправност. Неретки се случаите во кои во хидрантите во стамбените згради се чува се и сешто, само не опрема за гаснење на пожари, што ја отежнува интервенцијата на противпожарните служби. Исто така, пожарникарските служби во земјава се соочуваат со недостиг од обучен кадар, а потешкотија представува и застареноста на возниот парк. Така, на пример, според сите законски прописи, бригадата за противпожарна заштита во Скопје треба да брои 384 пожарникари, а во моментот единицата има 201 пожарникар, што ни оддалеку не е доволен број за функционирање на единицата. Уште една дополнителна околност што ја отежнува работата е тоа што просечната старост на пожарникарите е 48 години, што се смета за поодминати години кога станува збор за ваков вид на служба. За разлика од соседните држави како Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска и Словенија, кои во целост го променија возниот парк, во Македонија противпожарникарските возила се стари околу 20 години. Годинава конечно по 25 години пожарникарите на град Скопје ќе добијат нови возила за што се обезбедени средства во буџетот на градот Скопје. Федерацијата за лизгачки спортови на Македонија и Спортскиот рекреативен центар Борис Трајковски следниот викенд на 23 и 24 февруари во Скопје ќе го организираат националниот и меѓународен натпревар во уметничко лизгање, на кој учество ќе земат повеќе земји од регионот.
23 и 24 февруари се датуми резервирани за спектакуларниот национален и меѓународен надпревар во уметничко лизгање, кој ќе се одржи на лизгалиштето во сустав на спортскиот центар Борис Трајковски. На надпреварот кој оваа година ќе се одржува повтор пат, ќе учествуваат 60 надпреварувачи од Македонија, Србија, Грција, Бугарија и Хрватска. На првиот ден на надпреварот в петок своите вештини на мразот ќе ги покажат интерпретативните категории, а в сабота ќе следат надпреварувачките категории. Претседателката на Лизгачката федерација на Македонија Цветанка Макаровски вели дека ова е извонреден момент надпреварувачите да ги покажат своите вештини, кои ги усовршуваат со помош на реномирани тренери од Русија и Белорусија. За восхит според Макаровски е фактот што се повеќе млади од Македонија, а пред се од главниот град, се заинтересирани за овој уникатен спорт и го практикуваат, дел од нив рекреативно, но и голем дел од нив професионално. Сериозноста на сите што го тренираат овој спорт и што излегуваат на мраз е на високо ниво, вклучувајќи ги тренерите, кои што го одржуваат најпрофесионално тренингот. Старосната граница, рековме, е многу мала, меѓутоа тренираат 2 пати на ден пред училиште. Во 5:20 наутро се веќе станати, во 6:15 почнуваат со тренинг. Тренингот им завршува некаде околу 7 часот и 30 минути, одат на училиште, потоа имаат уште еден тренинг. Вложуваат напор, даваат се од себе и затоа имаат резултати рамо до рамо со зимите што се од регионот. Меѓутоа е жално што немаме повеќе месеци на мраз, што немаме затворено лизгалиште во Македонија и морам да кажам дека ако сакаме навистина професионално да се занимаваме со овој спорт, мораме да ги овозможиме условите за спортот. Го пренесуваме во живо преку лайвстрим, имаме меѓународни судии по ИСУ стандарди, тоа е Интернационалната скейтинг унија, по нивните стандарди, имаат кодекс на однесување според ИСУ стандардите. Се борат од најмалиот до највозрастниот, тоа значи од онаа категорија што значи чикс, каде што има надпреварувачи од 6,5, 7,5 годишна возраст, па дури до сениорките, каде што возрастната граница е 21, 2, 3 години. Првенството ќе се одржи по критериумите и правилата на Меѓународната унија на уметничко лизгање, а влезот на манифестацијата 2 дена ќе биде слободен. Македонија во 2021 година од увозник треба да стане извозник на живи свињи и свежо свинско месо. За таа цел Агенцијата за храна и ветеринарство изработи акционен план во кој се предвидуваат повеќе активности за зајакнување на биосигурносните мерки, како и зголемување на свеста кај младите домашни фармери. Агенцијата за храна и ветеринарство го започна патот за стекнување на Република Македонија како слободна земја од заразната болест класична чума кај свињите и со добивање на овој статус, Македонија од земја увозник ќе стане земја извозник на живи свињи и свежо свинско месо на пазарите во Европа и светот. За таа цел, агенцијата изработи акционен план во кој се предвидуваат повеќе активности, како што се зајакнување на биосигурносните мерки во одгледувалиштата на свињи, мониторинг на присуство на вирусот кај дивите свињи и мониторинг на кланиците при колење на свињите за присуство на антитела на вирусот против класична свинска чума, како и подобрување на системот за идентификација и регистрација на свињи во Македонија и прекин на превентивната вакцинација. Последната цел е стекнување на статус слободна земја и овозможување на извоз на свињи во Европа. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство истакна дека бенефит ќе имаат и фармерите и стопанството. Бенефитот од постигнување на овие биосигурносни мерки, бидејќи се многу елементи внатре, не само ќе се подобри здравствената состојба на животните, трошоците ќе ги намалат за лечење превентива што ги имат на фармата и на крајот очекуваме со овозможувањето на излез на трети пазари на свежо свинско месо да се подобри и економската состојба, тоест стандардот на самите производители. Според досегашните проверки, во поголемите организирани фарми, биосигурносните мерки се на завидно ниво, а со овој статус и активностите кои се преземаат, треба да се крене свеста и кај малите фармери, оние кои што во домашни фарми чуваат по 1 до 2 свињи. Според Данчо Донев од Агрија, малите фарми се поголема опасност од организираните фарми, но со вакви работилници и укажувања треба да се подобри ситуацијата. Во Македонија мислам дека свежо свинско месо
во голема мера ги задоволуваме количините за свежо свинско месо и мислам дека добро ќе ни дојде тоа извозот за некоја година, бидејќи пазарот во Македонија е мал. И сега тоа се, доколку има некој увоз, веднаш настануваат некакви пореметувања на пазарот, така да укинувањето на вакцинацијата и дозволата за извоз во Европска унија би ни помогнала на фармерите многу. Преку проектот финансиран од Европската унија на неколку локации ќе се градат мали системи за наводнување со големина од околу 300 хектари. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски информираше дека со овие системи ќе се зголеми конкурентноста на земјоделството и ќе се ублажат негативните ефекти од климатските промени. На 6 до 8 локации со големина од околу 300 хектари ќе се градат мали системи за наводнување преку проектот финансиран од Европската унија. Со овие системи кои ќе бидат со ниски трошоци се очекува да се зголеми конкурентноста на земјоделството, да се одржат приходите во овој сектор и да се ублажат негативните ефекти од климатските промени. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски посочи дека состојбата со системите за наводнување не е задоволителна, така што на некои региони потребна е итна рехабилитација. Проектот има две компоненти. Со едната ќе му се помогне на Министерството да обезбеди одржливост на идните инвестиции преку процесот на идентификација и развој на технички проекти за мали системи за наводнување, а со другата проектна компонента ќе се поддржат тековните реформи во управувањето со водите и вклученоста на корисниците на вода во управувањето со системите за наводнување преку активности за градење капацитети. Со овој проект ќе се идентификуваат 6 до 8 локации со големина од околу 300 хектари, на коим се најпотребни системите за наводнување, а потоа ќе се подготват проектите за инвестициите кои што ќе следат. Од Европската унија посочуваа дека според Светска банка земјоделството е еден од секторите кои се чувствителни на климатските промени и оти мора да се направи усогласување на земјоделските политики со овие промени за да се заштитат од ризици земјоделството и сточарството. Во рамки на проектот планирано е да се изработи проектна документација за системите за наводнување, за што се обезбедени средства во висина од 1,7 милиони евра, а изградбата ќе се реализира со веќе обезбедени средства од програмата ИПА 2015. Со националната програма за земјоделство и рурален развој се планира зголемување на потенцијалот за наводнување на 250.000 хектари во наредните 15 до 20 години. Тоа ќе се реализира преку рехабилитација на постоечките и изградба на нови системи за наводнување. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Киселавода, Аеродром и Шуторизари. Од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути утре без електрична енергија ќе останат потрошувачите од улицата Киро Крстевски во Киселавода. Во периодот од 9 до 11 часот утре без струја ќе бидат корисниците од улицата Тодор Чангов, делот кај градежното претпријатие Пелагонија кон Вардар, општина Аеродром, а од 9 до 12:30 дел од жителите лоцирани на улицата Вашингтонска во општина Шуторизари. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во мрежата. Под влијание на серија влажни бранови во наредните денови ќе се задржи претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места од снег. Врнежите ќе бидат со слаб до умерен интензитет и позастапени во западните делови од земјава. Следува временската прогноза на МТМ.
Пред крајот уште една информација. Гети Институтот Скопје во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство организира 24-часовен хакатон за програмирање игри. На учесниците во петок и сабота на Финки ќе им бидат обезбедени непрекинат интернет пристап, храна, пијалоци, простор за работа и услови за одмор. Учесниците ќе треба да понесат само сопствен компјутер. Стручното жири ќе ги избере најиновативните идеи и нивната реализација. За најуспешниот тим или поединец, Гети Институтот ќе ги обезбеди патните трошоци за учество на друг сличен хакатон во регионот. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации можете да најдете на mtm.mk. Довидување.